За секоја диагноза стои човек, но за оние кои живеат со ХИВ, најтешкото не е вирусот, туку осудата. Стигмата и дискриминацијата продолжуваат да ги изолираат овие луѓе, оставајќи ги да се борат не само за своето здравје, туку и за достоинството. Ваква судбина делат околу 700 луѓе во Македонија. Од нив 30% не се диагностицирани. Од оние пак, кај кој е потврден вирусот, 90% се на терапија и имаат успешен третман. Иако здравствените установи спроведуваат повеќе тестирања по број, сепак граѓанските организации се за некаде 12 пати поуспешни во диагностицирањето на ХИВ позитивни случаи, така што податоците говорат дека граѓанските организации откриваат еден ХИВ позитивен случај на спроведени 150 тестирања, додека пак здравствените институции еден ХИВ позитивен случај на спроведени 1150 тестирања. Она што често го гледаме е дека да, има изголемена свесност кај младите, да речеме, за ХИВ, меѓутоа тоа најчесто за жал доаѓа преку поп културата, не знам, преку серии, не знам, ток-шоу и така натаму на социјалните медиуми, а не на еден издржан систематски начин кој што ќе осигура дека сите млади во нашата земја имаат еднаков пристап до квалитетни информации. Во моментов на клиниката за инфективни болести во Скопје се лекуваат 459 пациенти. Тие примаат редовна терапија, која вклучува современи лекови согласно на новите препораки на Светската здравствена организација. Ние сестрно ја поддржуваме работата на Министерството за здравство и на владата во борбата и справувањето со ХИВ инфекцијата и обезбедувањето на здравствена заштита на лицата со ХИВ инфекција со цел добивање целосен и бесплатен третман, соодветен третман. Според податоците од Институтот за јавно здравје годинава во Македонија, регистрирани се 38 случаи со ХИВ-сида, а 8 луѓе починале. Повеќето од новите случаи се од Скопје на возраст од 20 до 39 години. Годинава има 14 бебиња родени ХИВ негативни, иако некои од родителите име со позитивен ХИВ статус.